председателе. Почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, денес зборуваме за предлог за изменување и дополнување на Законот за експроприација по скратена постапка со европско знаменце, се зборува на Комисија за европски прашања и ќе ве подсетам во деловникот за работа во член 135 став 3 став 4 пишува: кога предлогот на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со пол назив, број и датум. Со предлог на закон се поднесува изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласувањето. Колку што сум информирана, секоја држава си има свој закон за експроприација и тука нема никакво усогласување со законодавството на Европската Унија. Ке ви прочитам и друго. Државната комисија за спречување на корупција кажа: со предложените измени на законите кои треба да се донесат во скратена постапка, се задира во повеќе области, меѓу кои работничките права, правата на сопственост, заштита на животната средина и други. Оттаму неопходна е поширока јавна расправа со цел да се намалат ризиците од можни злоупотреби, ризиците од корупцијата, како и ризиците од законски решенија, чија имплементација ќе создаде дополнителни проблеми. Тоа е второ. Трето, во 2010 година, на 27 мај, Уставен суд се произнел за Законот за експроприација. Можете да си го прочитате и ќе кажам едно. Вие подпишавте договор, кажавте дека патот е започнат Битола Прилеп, немате донесени закони, немате проектна документација, немате експроприација, немате ништо, а сега мереле, значи дополнително ќе се прават тие урбанистички проекти. Тоа е, почитуван министер, знаете како еден доктор-хирург да влегува во сала, да не знае што ќе оперира кај пациентот, без никаква припрема, без диагноза, без компјутер, без биопсија, без припрема од анестезиолог, без ЕКГ, без лабораторија и кога ќе влези во сала, тогаш ќе види што треба да работи. На чија штета ќе биде тоа? Значи, ова што го правите навистина без преседан. Сите овие закони кои што ги носите и зошто брзате не ми е јасно. Значи, со овие закони вие направивте целосна деградација на Собранието на Република Македонија и ја избришавте цела контролна и надзорна улога на Собранието. Собранието треба да биде коректор на работата на владата на Република Македонија, а не владата да си носи договори, да си подпишува и да презема обврски кои што не се во нејзина надлежност. Ова се случува во Северна Кореја, ова се случува во некои држави во Јужна Африка и оди кон тоталитаризам. И според сето ова што го кажувате, вие сте тие што се работите против влегувањето на Република Македонија во Европска Унија и ќе кажам зошто. Затоа што не го почитувате она што го кажува Европската Унија во однос на овие закони, тоа е едно и ГИР се изјасни во однос на овие закони. И, значи, ви укажа дека не смеете да го користите европското знаменце, а вие точно тоа го правите. И втора причина заради која што велам дека сте против влегувањето на Република Македонија во Европска Унија е следно. Ако бевте толку за влез на Република Македонија, меѓутоа не ви одговара, затоа што ваква анархија нема да има кога ќе влеземе во Европска Унија, ваков башибузук, па кој што сака тоа ќе си прави, затоа што во Европска Унија, во земјите, владеат законите. Во сите овие 6 години
Барем ќе успеавте оценката 2,65 да ја одржите, што ни ја имаше дадено Европската комисија во времето на ВМРО ДПМН, а не да ја намалите на 1,5. Значи, тие се две причини за кои што мислам и сум сигурна дека вие сте против влегувањето на Република Македонија во Европската Унија и со овој проект кој што го сакате да го истуркате насила, уствари Република Македонија ја носите во заложничко робство. И ќе ве прашам, зошто во изминатите 6 години не се сетивте на толку стратешки национални проекти, па да го направевте патот Битола-Прилеп? 6 години имавте, 6 години сте на власт. Колку амандмани имаме поднесено за патот Битола-Прилеп и за патот Битола-Меджитлија, тогаш не беа стратешки, од стратешко значење, сега се просветливте и дека овој проект е од национално и стратешко значење. Уште пак сега слушам на телевизија, планирате да ја користите за штедата на граѓаните за да го финансирате вашиот криминал. Дали мислите дека граѓаните ви веруваат и за да субвенционираат во државата, значи за да си ги реализирате вашите провизии, планирате да позајмите пари од граѓаните и да го реализирате скандалот на векот Бехтел и Енка. Сега, во однос на Законот за експроприација, отворив да видам кога се прави автопат, кога се прави магистрален, кога со по 3 ленти, кога со по 2 ленти. Па пак ќе ве прашам, дали ја консултиравте Фелата? Што вели Фелата за изградувањето на ваквите, на овај автопат Битола-Прилеп и другиот коридор 8? Дали знаете дека треба да се прво види колку возила поминуваат на тој автопат. Автопат со 3 ленти се прави ако има возила од 15 до 20.000 возила во денот. Тука има 4,5 до 5.000 возила. Плюс тие 450.000 милиони евра што ги сакате да ги потрошите, тие се спрема мене премногу. Можете со 300.000 да го изградите тој автопат, а со останатите 150 милиони евра да изградите на клиничка болница која што толку им е потребна на населението во југозападниот регион. Зошто во Република Србија автопат со 6 сообраќајни ленти чини 5,84 милиони евра по километар, друга траса 7,33 милиони евра, најскапата е 14,26 милиони евра по километар, каде што има мостови и тунели, а кај нас просечно 11 милиони евра по километар, не користејќи ги тука трошоците за експроприација и други трошоци кои што ќе излезат во текот на изградбата на автопатот. Значи ги немате консултирано експертите или Артан Груби ви ја кажува математиката наместо да ја прашате Фелата. Или пак свесно ја заглавувате државата. СДСМ заради неколкумесечното останување на власт ги затвара очите, останувате во проектот и преку толку скапите патишта да доведете Република Македонија до должничко робство, односно разнебитување на државата. Ги зголемивте даноците, акцизите, придонесите, државните такси, потрошивте 25 милиарди, а ништо не направивте, една педа асфалт, автопат немате направено. И на крај ќе ви кажам едно. Парите од рекет што ги земавте од стопанствениците во рек Битола, наместо да ги носите во Струмица, да ги инвестиравте во инфраструктура, досега ќе беа направени и патот Битола-Прилеп и патот Битола-Меджитлија. Благодарам. Фалим Дерет.